Апокалиптична слика со сцени како од филмовите остави синокешното невреме во Скопско и околината. Разурнати патишта, свлечишта, заглавени автомобили, кал, ѓубре и лелек по улиците на најзагрозените места, скопската населба Ченто и селата Стајковци, Смилковци и Црешово. Црниот биланс кој зад себе го остави невремето, за кое мештаните велат дека не виделе во последните десетина години, е 20 мртви, 6 лица се водат како исчезнати и преку 30 на повредени. Според информациите од Центарот за управување со кризи, досега се извлечени повеќе од 1000 луѓе кои се затекле во своите домови или автомобили, а скоро сите жители од најпогодените подрачја се надвор пред своите домови и се обидуваат колку толку да ги санираат штетите од поплавите. Упатуваат апел до надлежните институции, потребни се гумени чизми, лопати и пумпи за вода, за да се извлече водата од подрумите и куќите. На улиците на скопската населба Ченто, посебно околу периферијата, можеше да се видат реки од вода како се уште течат по улиците, а водената стихија успеа да урне и дел од патиштата и паркинзите во градот и околината. Скопската обиколница во моментот е затворена за сообраќај поради големиот број на свлечишта на земјиштето, кои буквално ја уништија обиколницата. Насипи од кал, срушен асфалт, дупки на патиштата и целосно поплавени автомобили беше сликата која не затекна. Овдека во комшиите имаме дечкото, жена му и детето се удавија и така катастрофа. Има погоре уште еден се удави дома, тоа што ги знаеме во околината се 5-6. За понатаму велат дека има многу катастрофа, ја се гледа, сите се надвор, над 1,5 метри влезени се во куќите, значи мојата куќа е 1,30 метри, значи првиот спрат се поплави, за овдека гледат камерите, се е поплавено, коли, машинерија, животни, се ни загина. Кругер, што е дека детенце нашле удавено и машник од кола го ваделе. Пошто беа заробени, керката беше таму и двете внуки и до 12 беа таму, беа полни подрумите. Беше ужасно. Сепак ситуацијата најкритична во скопското село Стајковци, каде на помош дојдена и армијата и специјалните единици на полицијата за да помогнат во расчистувањето на сметот и калта, кои се наоѓаат и на улиците и во подрумите и во домовите на жителите. Скоро и да нема куќа и двор во ова скопско село, а да не е поплавена. Екипата на телевизија Нова се наоѓа и во скопското село Стајковци, кое заедно со скопската населба Ченто беше една од најпогодените скопски населби од силното невреме кое што синоќа го зафати Скопје и околината. Како што може да видите позади мене, штетата е катастрофална, гледката е стравична. Имаме коли кои што се и овде се заглавени во селото, каде што не може да излезат, насипи од кал, ѓубре низ улиците, камења низ улиците, шут и ѓубре од реката, од надодената река која што го поплави скопското село Стајковци е евидентна, може да се види. На терен се излезени и армијата на Република Македонија заедно со единицата за брзи распоредувања кои што во моментот и помагаат на граѓаните кои што се заглавени дали во своите домови, дали во своите автомобили и им помагаат за да го расчистат целиот неред кој што се случи од синокешното невреме кој што го погоди конкретно скопското село Стајковци. Нашата екипа успеа и да регистрира понатаму во селото Стајковци дека има големи штети, нема куќа која што не е поплавена, нема човек кој што не е излезе надвор пред својата куќа, дали пред својата, дали пред куќата на соседите, за да им помогне да се расчисти сиот овој неред кој што можеме да го видиме овде на терен во скопското село Стајковци. Во моментот екипи на државните институции се наоѓаат на терен и се работи на проценка на штетата која нанесе силното невреме, а во најкритичните подрачја во Скопско и околината денеска беше прогласена и вонредна состојба.